Ве поздравувам и денеска ви посакувам добре дојде со новото продолжение од Фактор здравје. Ако вашиот ден започнал или ако од овој момент го почнувате, посакувам тој да ви биде успешен, а новата и свежа доза на информации од страна наша на Фактор здравје, сигурен сум дека ќе придонесе да го запаметите и овој ден. Добре дојде и првата доза на информации ќе следуваат во рубриката Истражувањата докажаа. И денеска сакаме да се навратиме или поточно да ве потсетам уште еднаш на Липодиет центарот во центарот на Скопје, кој што следната недела ќе го прослави својот прв роден ден. Без оглед на овој јубилеј, тимот на International Health ви стои на располагање и вредно се труди да го намалите нивото на телесната тежина, без оглед дали е тоа индицирано од естетски или од медицински причини. Доколку сакате бесплатно да се советувате да закажете термин и пред се да најдете начин како без јојо ефект и трајно да ослабете, слободно обратете се на директниот телефонски број 02141517 или директно во просториите на Липодиет центарот во Скопје, кој што се наоѓа на улицата Димитрije Чуповски број 22. Во однос на темата денеска во Фактор здравје, од една страна ќе зборуваме и ќе го представиме повторно Здравствениот дом Скопје како најголема јавно здравствена установа во државава кој што пред се ја врши примарната здравствена заштита, но и многу специјалистички други гранки се дел од оваа институција, а од друга страна денеска ќе се навратиме како тема во однос на третманот на депресијата. Сите овие аспекти денеска во Фактор здравје ќе ви ги предочиме преку разговорот и пред се представувањето на гостинот, а тоа е научен соработник доктор Виктор Исјановски, субспецијалист по социјална психијатрија и воедно актуелен или директор во јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје од Скопје. Докторе, добар ден, добро дојдовте за прв пат во Фактор здравје и честитки за вашата нова раководна функција. Како сте? Добро ве најдов, добро се осеќам во вашето студио. Чувството е одлично. Да, ви благодарам што ни ја дадовте довербата првото интервју ваше јавно да го направите овде во Фактор здравје. Предлагам да ги видиме блокот реклами, а потоа и да го почнеме разговорот во кој што и вие сте добро дојдени да партиципирате со ваши јавувања. Ве поздравувам уште еднаш и ви упатувам апел до вас и доколку имате интерес, слободно да се вклучите во Фактор здравје преку присуство пред екраните, но и преку ваши јавувања на 6091-925, односно 6091-924. Денешната тема, денеска ќе ја зборувам и уште еднаш би сакал да го представам вашиот и мојот гостин во студиото, а тоа е научен соработник доктор Виктор Исјановски, субспецијалист по социјална психијатрија и воедно актуелен директор во јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје од Скопје. Докторе, со оглед на вашата нова функција, која што е неполн месец, би сакал неколку аспекти да дадете за институцијата со која што раководите, со оглед повторно ќе нагласам што е најголема во областа на примарната здравствена заштита како јавна здравствена институција во државава. Како што рековте во вашата најава, ЈЗУ Здравствениот дом Скопје е најголемата здравствена установа на територијата на Република Северна Македонија. Здравствениот дом Скопје дава здравствена заштита во областа на примарната здравствена заштита, тука спаѓа итната медицинска помош, дежурните служби и домашната посета. Потоа дава услуги во однос на превентивата, тоа се однесува на вакцинациите и на систематските прегледи и специјалистичко консултативната дејност која се обавува во здравствениот дом. Здравствениот дом е една голема материја која што живее и постојано се надоградува и се надополнува, затоа што здравствениот дом се простира на, мислам, 8 општини, значи 8 која офаќа 10 градски општини и 7 приградски општини, значи вкупниот број е 17. Здравствениот дом располага со 58 објекти, од кои плюс 2 од пред 3 години, тоа се двете амбуланти кои што се наоѓаат во казнено-поправните институции, тоа е Шутка и КП дом Идризово. Кои што се под ваша ингеренција да, или кои што од надлежност? пред 3 години се под наша ингеренција во однос на амбулантите и медицинскиот дел. Значи една голема материја
каде што имаме од тие 58 објекти, 11 се поликлиники, а 40 и нешто, сега точниот број не можам да го кажам, се базни медицински станици. Значи една огромна површина, да речеме од Драчево па се до општината Сарај. Да, сега имаме една најава, еден новитет од Министерството за здравство, каде што во преден план се неколку амбуланти кои што со години уназад се малце поруинирани, а е потребно да се обноват и ќе се гради, значи тоа се некаде околу 5-6 на број. Сега е постапката за нивно реновирање и за изградба на нова поликлиника која што ќе биде во општината Сарај, затоа што Скопје постојано се шири, расте и така натаму. Се развива, да. Да, со оглед на вашата титула би сакал и пред се раководна функција која што имате, а како бекграунд или ваше предходна институција беше Бардовци душевната болница, каде што и вие сте и субспецијалист таму. Што ве наведе или кој е целта еве пред си предизвикот да застанете токму овде и да се залагате за унапредување на ЈЗУ здравствен дом Скопје? Видете, како што напоменав, Здравствениот дом Скопје е една голема организација која што брои некаде околу 1200 вработени, збориме медицински и немедицински кадар. Меѓутоа, Здравствениот дом располага со еден огромен капацитет на апаратура, која што апаратура и сега е искористена, но има шанси и повеќе граѓаните да ја искористуваат. Не ја искористуваат само граѓаните на Скопје, него ја искористуваат и граѓаните на другите градови во нашата република, кои што доаѓаат, а ја немаат таа апаратура во своите градови. И мотивот и предизвикот е да доаѓа до постојано унапредување, до зголемување на капацитетите на здравствениот дом, затоа што покрива една огромна територија на градот Скопје. За да го илустрираме и ова како пример, токму и настанот кој што пред 2 дена се случија, тоа е всушност магнетната резонанца која што имате во поликлиниката Чаир. Јас да не зборувам повеќе. Така, во поликлиниката Чаир имаме апарат, тоа е магнетна резонанца, која што веќе е во функција година дена. Термините се постојано зафатени, се оди во прва и во втора смена, но во консултации со Министерството за здравство и со министерот, дојдовме до идеја да отвориме трета смена, меѓутоа таа трета смена е полусмена, да ја наречеме, која што започнува од 19:30 и би траела негде до 22:30 часот, затоа што побарувачката е голема, не само од Скопје, затоа што таму термини отвараме и за другите клиники, како што е клиниката за неврологија, да има постојано слободни термини за нив. Градската општа болница Свети Наум имаат своји термини, меѓутоа и за сите оние граѓани кои што не мора да се чувствуваат болни или да имаат некој проблем, да можат да дојдат да се испитаат, да направат едно тестирање. Вие знаете дека таа процедура е безболна, нема никакво штетно влијание на организмот, само малце од она искуство кое што јас го имам, а моето искуство е скромно во однос на магнетната резонанца, е чувството кога пациентот ќе влезе, значи во самиот, кога ќе биде поставен во една лежачка положба, кога ќе влезе и оние звуци кои што ги дава самиот апарат. Тоа ствара едно мало од работата негова. Меѓутоа, сметам дека е од големо, што можеби некој ќе рече 6 термини, се малце. Не се малце, меѓутоа тоа се дополнителни термини кои што ќе донесат бенефит за сите граѓани и термините се отворени, значи не само за граѓаните на Скопје, него и за сите граѓани на нашата република. Да, веќе и на екраните одат фотографиите од магнетната резонанца, тоа што го зборувавте и визуелно да го видат илустрирано гледачите. Во однос на магнетната резонанца само уште да надополниме дека термините дополнителни се во соработка и со другите клиники, другите здравствени институции од државава, каде што интервентно можеби треба да се направи. Интервентно, како што напоменав, диагностичка процедура. Нервната клиника, затоа што со овој апарат ние правиме не само услуга и бенефит, валоризација на здравствениот дом, него правиме услуга и на терцијарната здравствена заштита, каде што бројот на нивните пациенти ќе се намали, а ќе можат истата услуга да ја добијат и во здравствениот дом. Значи, покрај на тоа оделение кое што сега го прикажавте, магнетната резонанца, тука имаме и мамограф, имаме и рентген, кој што значи една голем број на апаратура во поликлиниката Чаир. Меѓутоа, ние гледаме да дојде и до модернизација на целата апаратура. Сега сме, пошто сите поголеми поликлиники имаат рентген апарати, сега и во координација и со Министерството за здравство сме да се воведат дигитални
рентген апарати, кои што веќе луѓето ќе не мора да шетаат со оние листови, филмови, хартија под мишка, него ќе може да добијат едно CD, значи една дигитализација на самата опрема. Во постојан контакт сме и со Институтот за трансфузија, каде што со нивниот директор направивме една спогодба, поради големиот наплив, значи во клиничкиот центар, со нив договоривме да отворат 3 пункта, кои што тие 3 пункта ќе бидат на Битпазар, поликлиниката Букурешт и поликлиниката Јане Сандански, каде што своите услуги во одреден дел од поликлиниката ќе ги дава Институтот за трансфузија, со цел што повеќе да се доближиме до граѓаните, до самите општини, да можат да ги завршат своите здравствени потреби. Да, и во овој прв дел од разговорот, кога зборуваме за услугите и она што е ново во јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, вие на почетокот ја споменавте имунизацијата или вакцинацијата, во тој поглед што е актуелно и ново и да се надоврземе на новата педиатриска пулмолошка амбуланта. Така, значи во проект сме веќе од оваа година, започнат тој проект како една поголема општина, тоа е општината Чаир, која што покрива 4 соседни општини, тоа е поликлиниката Чаир, каде што живеат над 130.000 граѓани. Почнавме со реновирање и го реновиравме оделението за имунизација, каде што вашите гледачи може и да ги видат сликите од новото, ќе ги видат повторно. Каде што децата ќе се чувствуваат комфортно, ќе се чувствуваат убаво, значи нема да се чувствуваат дека доаѓаат во амбуланта или во болница. Тоа е направено според светските и европските стандарди. Ваквиот тренд ќе продолжиме во наредни чекори, ќе продолжиме на поликлиниката Јане Сандански, потоа во поликлиниката Ѓорче Петров, значи ќе одиме дел по дел, каде што има најголема потреба, меѓутоа сите поголеми поликлиники ќе бидат офатени со оваа реконструкција, значи каде што децата се вакцинираат, значи во оној превентивен дел. Да, и во однос на децата да го заокружиме овој дел од разговорот, пулмолошката амбуланта која што тоа е еден новитет, тоа е еден новитет, исто во координација со Министерството за здравство, ќе се отвори кабинет по детска пулмоалергологија. Овој кабинет ќе го работи субспецијалистот доктор Баевска и само се чека еден апарат да се набави, кој што нормално е потребно време за да поминат сите оние правни постапки, законски процедури. Тоа е спирометар, за да дојде комисијата од Министерство за здравство, да се видат условите, простора, значи тоа ќе биде еден новитет, кабинет значи за пулмоалергологија, за детска пулмоалергологија, а ќе биде во поликлиниката Букурешт. Да. Затоа што Букурешт е една најголема поликлиника каде што се собрани сите специјалистичко консултативни дејности во нашиот град. Да, и уште нешто во однос на представувањето да споменеме дека примарната здравствена заштита е во фокусот на вашиот интерес и дејност како јавна здравствена установа, но тука се и останатите специјалистички и субспецијалистички гранки кои што како услуги ги нудите. Така, ги нудиме од областа значи на радиологијата, од областа на кожно, од областа на психијатријата, неврологијата, очниот дел, ушниот дел, да не го заборавиме Центарот за ментално здравје за деца и за младенци, народски кажано СИМПО, значи постаро како што го паметат. Постаро како што го паметат. Значи голема е, широка е лепезата и гледаме да се надополнуваме. Мора да се пофалиме дека направивме надчовечки напори со Министерството за здравство да моментално пуштивме, не ме зимајте точно по за збора, 18 или 20 колеги кои што веќе 2 или 3 години чекаат да заминат на специјализација. А вие знаете, една специјализација, да речеме по ортопедија, трае 6 години. Сето тоа можеби овој бенефит нема да го видиме во скоро време. Меѓутоа идните генерации, идниот оној менаџер кој што ќе седне на моето место ќе ги види бенефитите кога за отприлike 3 до 4 години ќе добие еден нов бран на специјалисти и кои што ќе обавуваат дејноста, затоа што и голема помош беше и од Министерството за здравство, каде што примивме 20 општи лекари на конкурс, ги пополнивме местата во примарната, во превентивната здравствена заштита, во итната медицинска помош, која што луѓето тама даваат надчовечки напори. Или брзата помош. Или брзата помош, значи, каде што тие возила вртат 24 часа во текот на денот. Во текот на денот.
а и морам да ги споменам и колегите кои што работат во амбулантите во казнено-поправните институции, каде што исто се даваат надчовечки напори во работата и во се што следува во тој дел. Да, ви благодарам, доктор Исјановски, за овој прв дел од разговорот. По кратката пауза за реклами, ве очекувам и вие да ни се придружите и да ја прошириме денешната спомената тема. Ве поздравувам во продолжението или вториот дел на Фактор здравје, а вашите јавувања и вашиот интерес и натаму се добродојдени и ги очекуваме на 6091-925, односно 6091-924. Денешната тема, третман на депресија, ќе продолжиме да ја разговараме со научен соработник доктор Виктор Исјановски, кој што е субспецијалист по социјална психијатрија и воедно директор во јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје од Скопје. Докторе, бидејќи депресијата е општо познато многу присутна, бидејќи и вашето искуство како практично и научно го потврдува токму тоа, би сакал пред да зборуваме за начините на третман, да дадеме аспекти дека вашата здравствена институција со која што раководите ги држи токму оние дневни центри кои што се присутни во 3 поликлиники. Кои се тие кои може да побара помош таму? Во здравствениот дом има 3 центри за депресија. Тие се наоѓаат во поликлиниката Јане Сандански, во поликлиниката Чаир и во поликлиниката Букурешт. Во тие 3 дневни центри, значи центри за депресија, работат еднашка неделно од 15 до 19 часот. Може секое лице да се обрати за негово обраќање кој ќе почувствува било какви тегоби во смерот на депресијата. Не му е потребно закажување, значи не оди преку системот мој термин, точно, затоа што проценката е на самиот доктор, дали понатамо ќе даде упат, значи дали ќе го упати, каде ќе го упати. Меѓутоа првен се оди со разговор да се види степенот, работат и лекари и психолози и медицинска сестра, каде што може би некој и погрешка, да речеме, да се обрати, да не е некоја депресија, да е некој стресен настан, значи стресоген настан, кој што нормално може да доведе до намалување на волјата, на расположението, али веднаш не се оди преку мој термин, него се разговара со... Значи лично се доаѓа да, и се... лично па се доаѓа, не треба никакво закажување. Тие работат центри еднашка неделно, поради тоа што психијатрите, специјалисти веќе се на мој термин во одредени поликлиники, значи во здравствениот дом, и ова доаѓа како еден вид на голема помош за граѓаните, оделуваат од своето време, значи од мој термин, за да можат да помогнат за правилно насочување, што би се рекло, на граѓаните. Да, ќе продолжиме понатаму, имаме јавување на линија. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господјо. Кој е вашето прашање? Моето прашање е колку кошта снимање на глава на магнетна резонанса? Добро, благодарам. Од причини осомнение Добро. да не се работи за Алцхаймерова болест. Добро, благодарам за вашето јавување. Предпоставувам ова е од првиот дел од разговорот за Јас како што магнетната разбрав, резонанца. да, магнетната резонанца, уште еднашка да појаснам, работи во 2 смени и плюс трета дополнителна смена, независно од кој дел на Македонија, на нашата Република се јавувате, можете преку вашиот матичен доктор да закажете термин. Цената е, мислам, со партиципација, не ме зимајте за збор точно, 750 или 850 денари. Другото е натовар на фондот за здравствена заштита. Меѓутоа, за да добиете упат, треба да имате извештај нормално од специјалист и од матичен доктор кој што ќе ве упати за магнетната резонанца. Во поликлиниката Во Чаир. поликлиниката Чаир, да. Да се вратиме на центрите кои што споменавте за депресија, кои што се во поликлиниките Чаир, Јане Сандански и Букурешт. Така. Да. Депресијата како депресија е во голем Колку се подем. искористува? Да, тоа сакав и да ве прашам, колку граѓаните имаат кај нас граѓаните интерес. се уште постои една мала стигма кон психијатријата како гранка од медицината, затоа што никој не сака да ги види, да ги слушне дека земаат лекови, значи за различни заболувања од психијатријата. Меѓутоа тоа се подобрува од ден на ден, го пратиме онај западен тренд дека луѓето може да одат на психолог, на психијатар, значи на психотерапевт, ако треба да помош. побараат помош.
Депресијата зима големи замав во светски рамки е некаде помеѓу првите 5 болести во светот. Депресијата како депресија се карактеризира со неколку симптоми. Тоа е намалување на волјата, намалување на расположението, намалување на психофизичката енергија, нарушување на сонот, губењето на апетитот, една безволност, безиницијативност, а во најлош случај значи и со суицидални идеации, значи за одземање на сопствениот живот. Меѓутоа, во нашата земја депресијата добро се третира од сите колеги, значи во нашата република, дали е тоа во терцијерното здравство, во секундарното здравство или кај вас, или кај нас па во здравствениот дом. Значи луѓето ја познаваат проблематиката, колегите, и се работи. Лекувањето обично се оди со антидепресивна терапија, зависи од кој вид. Потоа се оди со анксиолитична терапија, со анксиолитиците, доколку има потреба и хипнотик. Меѓутоа, депресијата може да се третира и со психотерапија. Значи, таа да биде и со фармакотерапија и со психотерапија. Но во одредени случаеви, да кажеме дека можно е и само со психотерапија, секој оној кој што има лиценца да биде овластен психотерапевт, а во нашата република ги има. Значи, надвор од фармакотерапијата не мора да се користи фармакотерапија, се оди само со психотерапија. Од психотерапијата се користи најчесто когнитивно-бихевиоралната терапија, па се користи супоративната, индивидуалната терапија, значи тоа постојат неколку типови, меѓутоа тоа се зависи од психотерапевтот и од неговата оценка за самата личност во каква состојба. И тој ми беше, да, слободно завршете. И психијатрите обично се консултираат со клиничките психолози, каде што постојат скали за одредување на депресијата, тоа се стандардизирани прашалници, кои што клиничкиот психолог во разговор со самиот пациент ги пополнува пациентот и со тоа се приложува кон лекарот специјалист да се види како ќе се оди понатамо со третманот. Пред моето следно прашање ќе дадеме приоритет повторно на нашата најверна фактор здравје публика. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо. Кое е вашето прашање? Поздрав до Поздрав и до вас. до емисијата. Благодарам. Прашање. Имам Паркинсонова болест. 5-6 години сум под третман. Во ред. Уште од почетокот ми е дадено за депресија Депрозел од 20 милиграма. Наутро. Дали да продолжам да го примам? Добро. Дали има веќе некоја зависност или да прекрата? Може ли јас само да ве прашам колку време веќе го зимате депрозелот? 5 години, 5-6 може. 5 години. Редовно се јавувате на контроли на психијатар? Редовно се на клиника Скопје. Така, психијатриската клиника? Да. Видете вака, вие... Благодарам за вашето прашање. Депрозелот сигурно го зима пациентката на Сабајле од 20 милиграми. Да. Тоа не е некоја многу голема доза. Покрај овој лек од психијатриски аспект, дали зимате некој друг лек? Не. Не. Не, оние што се потребни за болеста за Паркинсон. Така, а колку години имате? 72. Така. Јас би ви дал совет повторно да се јавите, затоа што вие веќе го зимате 5 години депрозелот. Не може депрозелот, значи антидепресивот, еве да не испадне некоја реклама. Таа група на лекови, да. Да, од таа група на лекови, антидепресив, треба да отидете на една контрола и доколку се чувствувате спремни и психијатарот оцени дека треба да се исклучи антидепресивот, јас би одел со едно постепено намалување, еден извесен период 20 милиграми, можете да ги кршите 10 милиграми, значи да ги пиете на Сабајле и потоа да дојде до тотално исклучување. Меѓутоа се зависи од индивидуа до индивидуа, значи секој човек е различен.
Да, благодарам господи, ви посакувам секое добро и благодарам за поддршката и вашиот интерес. Докторе, уште сакам да ве прашам кога зборуваме за третманот на депресијата, дали во овие центри кога ќе се јави одредено лице, докторот понатаму дава препорака тоа да продолжи во насока на дополнителни истражувања и дефинирање на дијагнозата, или ако не е потребно, како што рековте, да му се каже дека нема потреба да доаѓа? Па во одредени случаи, значи пошто тоа е надвор од оној државен мој термин кој што сите го знаеме, лицето, како што реков, може и да има стварно причина, на докторот е да оцени, значи на медицинскиот тим тамо, каков совет ќе му даде, каде да се обрати, дали тој доктор, пошто е психијатар, ќе му даде упат да дојде кај него да се јави или кај било кој друг доктор да се јави. Меѓутоа тоа е по слободна волја, каде што луѓето можат да отидат, тоа е загарантирано е, значи она што би се рекло интимноста, каде што луѓето не мора никој да знае дека отишле, значи се надвор од системот, а за да влезат во системот се зависи од проценката на самиот психијатар, на тимот кој што работи тамо, како ќе го посоветува, каде ќе го насочи и така натаму. Да, и како заокружување на овој разговор, бидејќи зборуваме за третманот на депресијата, поле за кое што сте стручен и вие конкретно работите, може ли и во кои случаи да зборуваме за конечно на некој начин излекување или надминување на оваа болест и колку често таа може да рецидивира или да се поврати? Па видете, настанувањето на самата болест има, значи да не набројуваме сега, да не ги толку гледачите, значи почнуваме првен од генетската природа на самата болест, значи постојат многу ризик фактори, али на прво место е генетските предиспозиции. Потоа тука е социјалниот фактор. Луѓето се под постојан стрес, значи дали на работа, дали дома, дали со своите пријатели, дали со внуците. Меѓутоа, на луѓето во Република Северна Македонија им е најголема потребна помош од психијатри, психолози, тоа да биде како едно добро утро. Да, бев на психијатар, бев на психолог, разговарав и ми олесни, како што прават западните земји. Дали ќе доведе до излекување, дали може да доведе до рецидив, се зависи од навремениот третман. Депресијата се дели на лесна, на умерена, па идете на тешка депресија со психотични, без психотични симптоми, имате рекурентна депресија, значи депресијата може и воопшто да се изгуби, да се изгуби после извесен период, дали месеци, дали години, од XX причини повторно да се јави. Да, и за крај на овој разговор уште едно јавување, односно две ќе вклучиме во овој следен блок. Добар ден до првото јавување. Ало, добар ден. Добар ден, господја. Добар ден. Одлично ве слушаме, поставете го прашањето. Вака, третман на депресија, така? Да. Имам депресија едно 4-5 години. Добро. И не можем никако да дојдем до правата вистина. Пошто бев на психолог кај Моме Петковски. Добро. И го пием калистата и диазепам. Добро. Го пием 5 години. Значи, само се трудам, друго немам ништо подобро. Малко нешто да ми се каже, сега што зборам со вас, раците ми се тресат. Значи, како можем ја да го избегнем тоа? Благодарам и за вашиот интерес и последното јавување за денес. Добар ден. Ало, добар ден. И вие сте добродојдена, господјо, поставете го прашањето. Да. Благодарам, сакам да прашам веќе неколку години поред пијам Ансиланија центра за депресија, така мислам дека се јавчиња. И сега, кога бев последниот пат на психијатар, ми даде нешто појако, затоа што не можев навечер да заспивам, ми даде хелекс. Меѓутоа хелексот мене не ми делуваше воопшто, ми беше многу тешко. И сега пробувам нешто на природна база, мелатонин, апчиња пијам. Дали сакам да прашам дали се тие штетни, зашто центрата мене ми годи, ако ја пијам 5-6 години веќе, меѓутоа навечер имам проблем со спиење. Дали мелатонинот како мелатонин што го земам во аптека е штетен или не е? Тоа сакам да прашам само. И каде можам да го најдам докторот? Од и сега пред малку се случив да ве гледам. Ќе објаснам јас уште еднаш на крај. Благодарам за вашиот интерес. Па ќе почнеме од последното јавување, тоа ми е најсвежо што го запамтив. Значи, како што разбрав, се зима асентра, тоа е од значи сертралинот.
Значи тоа е антидепресив, чим се чувствува подобро и понатамо нека го пие, тоа е сигурно максималните дози се утрински до 100 милиграми, сигурно корисничката го зима 50 милиграми на утро. Во однос на овие што се на природна база, да, они ќе помогнат, меѓутоа го нема тој ефект толку силен како правите лекови кои што се. Но не ствараат зависност Но од не она што... ствараат зависност. Го спомна алпразоламот, јас ќе ги кажувам генеричките имиња за да не правиме реклама на фармацевските куќи. Алпразоламот е во групата на анксиолитици. Тој се дава, значи, пред се во неговата хемиска структура, тој не е како другите анксиолитици, има и мала антидепресивна компонента во хемиската структура и алпразоламот, значи, не прави толкава седација на организмот и микрорелаксација на мускулатурата. Он спаѓа во групата на диазепамот, на пауринот, елексилиумот и така натаму, меѓутоа нема толку седативно дејство. Меѓутоа покрај оваа група на лекови кои што ги велиме анксиолитици, постојат и хипнотици. Значи оние кои што се даваат за спиење, можеби корисничката треба да се консултира со психијатарот. На секој човек некој лек не му одговара. Можеби тој алпразолам треба да го замени со лексилиум, со диазепам, со апаурин, кој што ќе помогне во внесување на сонот. Да речеме за во внесување на сонот и се користат и одредени третмани кои што се надвор без фармакотерапија, значи со оние тренинзи. Меѓутоа може во почетокот да се почне, али секогаш да знаат корисниците, оние кои што пијат пациентите, кои што пијат, значи, лекови од психијатријата, треба да се оди со постепено намалување, да не се оди со тотално исклучување на лекот. Да. И кратко само за претходната гледачка која што рече дека пиела калиста, ако нема никаков ефект, а се види дека нема ефект лекот, треба да се прекине, значи, со тој лек и да се воведе нов лек. Затоа во овие емисии времето е кратко и не се добива една јасна слика, али со повторното одење, можеби треба и да посети, не ме сваќате погрешно, друг психијатар, значи психотерапевт, да се види дека терапијата треба да се промени, дека не ја одговара, значи секој лек и секого не одговара. Да, ви благодарам, докторе, за вашето учество, за можноста да ве представам овде во Фактор здравје што ни ја дадовте и честа и покана повторно да бидете дел од емисијата. Ви благодарам и се надевам на повторна среда. Да, ми беше задоволство. Научен соработник доктор Виктор Исјановски, субспецијалист по социјална психијатрија, беше денешен гостин во Фактор здравје, а него она што го праша господјата можете да го најдете во јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје од Скопје, каде што моментно извршува функцијата директор. Благодарам за вниманието и соработката и поздрав до утре. Пријатно.